Димитриевич, добро вечер и добре дојдовте. Добро вечер. Ви благодарам на поканата. Поднесовте денеска барање за свикување на лидерска средба на која партиите би разговарале по последните инциденти кои што се случија поврзани со денот на албанското знаме. Зошто сметате како СДСМ дека е неопходно да има една лидерска средба? Граѓаните се видно вознемирени од последните случувања. Сите видовме што се случуваше низ улиците, низ општините, низ градовите, низ целата држава. Лидерската средба пред се треба да прати неколку пораки. Треба да прати пораки на мир и на стабилност, да испратиме порака дека државата е стабилна, граѓаните сакаат да ги видат политичарите заедно на маса, сите лидери на парламентарните партии, сите заедно да испратиме една порака каде што ќе наведеме дека Македонија останува стабилна држава и дека сме посветени на мирот и на соживотот. Видов дека реакцијата пред да влеземе тука на премиерот Мицковски, дека размислува, се надевам дека ќе размисли убаво и дека ќе прифати лидерска средба, бидејќи на државата во моментот и треба една лидерска средба со јасни пораки према граѓаните да бидат смирени во делот на станите кои што се случува. Да, премиерот вели сака да ги види аргументите зошто е тоа потребно. Вие презентирате дел од вашите позиции. Она што еве како збор, бидејќи спомнавте стабилноста, контра на тоа е зборот дестабилизација. Нешто што СДСМ досега не го споменуваше како можност, за тоа зборуваше досега Мицковски. Дали во СДСМ сега постои страв дека е можно сценарио на дестабилизација и дека токму затоа треба да се седне и да се разговара? Видите, сите теми поврзани со тоа и сето тоа што премиерот го говореше во изминатите месеци и сето тоа што и ние како СДСМ го говоревме дека имаме нестабилни улици и дека на улиците низ главниот град секој ден има насилство, кулминираше пред некој ден. Значи, кулминацијата на тоа се најавуваше со постапките и токму од тие причини, за да не го спомнуваме зборот дестабилизација, за да не влеземе во една таква приказна, повикуваме на лидерска средба на која што јасно пред граѓаните сите лидери на политичките партии ќе излезат со ставот дека продолжуваме понатака да го градиме со животот, дека Македонија е една стабилна држава. Дуи излезе со едно поинакво барање. Денес тие најавуваат дека во собранието ќе поднесат барање за интерпелација на првиот човек на МВР Панча Тошковски. Дали СДСМ смета дека треба да биде сменет Тошковски од оваа позиција после овие настани? Многу е важно прво да ги видиме аспектите во интерпелацијата. Јас досега до влегување во оваа студија немам видено. Подоцна, како раководство на СДСМ, ќе излеземе со јасен став и околу тоа прашање, но сега ставот е дека е потребна лидерска средба. Значи, за интерпелацијата се уште немате изградено позиции, дали би поддржале таква? Треба прво да ја видиме, интерпелацијата треба да видиме кои се аспектите кои што се содржани во неа. Добро, доаѓате како почнав со најновите теми и најактуелните, меѓутоа многу е важно и да ве представиме со оглед на тоа што доаѓате на оваа позиција како релативно ново име во политиката. Доаѓате на една од највисоките позиции во Социјалдемократскиот сојуз на местото на Миле Зечевиќ, кој 3 децении ми се чини циркулираше неговото име на различни политички функции. Кој е вашиот бекграунд, Димитриевич, и од каде доаѓате на ова престижна и висока позиција во Социјалдемократскиот сојуз? Приватно сум дипломиран економист, имам работно искуство во локалната самоуправа, сум бил менаџер на институција, советник сум актуелен во општина Газибаба, а во делот на партискиот бекграунд, за моите години имам завиден партиски бекграунд. Сум дошол од најниските структури на општинските организации, сум бил член на локалниот клуб на млади, па председател, сум се градел чекор по чекор, се до председател на градската организација на младината, па подоцна подпредседател на СДМ, за сега да сум на оваа, како што рековте вие, една од највисоките позиции. Сметам дека тоа ми е одредена предност, бидејќи навистина добро ги познавам состојбите во внатре во партијата. Предност или слабост е тоа што пошироката јавност многу малку од ликовите кои застанаа зад лидерот Венко Филипче после онаа седница на Централниот одбор можеше да препознае кои се. Сега не зборувам за партиското членство, за луѓето во Газибаба кои гласале за вас и така натаму, зборувам за една поширока јавност која не можеше најголем дел од луѓето да познае кои се. Дали е тоа предност или е слабост ваша? Дефинитивно е предност. И ќе ви кажам и зошто е предност. Предност е од причина што граѓаните и партиските членови во СДСМ бараа промени,
бараа нови лица, бараа свежи млади кадри кои што ќе можат да ги превземат идните чекори во делот на консолидирање на партијата, а сега веќе и градење на идни политики. Новиот тим кој што го направи претседателот Венко Филипче е тим кој што е силно мотивиран, тим кој што има остварене во своите полиња и тим кој што има силна јасна визија како понатака. Така да дефинитивно одговорот е дека е предност. ВМРО ДПМН ќе рече дека сте децата на Зоран Заев од 4-тиот партиски ешалон. Како ги коментирате таквите етикети кои ви ги лепи власта? Не би сакал да коментирам на тоа. Ние на дело ќе покажеме во следниот период што значи новото раководство на СДСМ и што значи новата енергија на СДСМ. И што значи? Кои ви се приоритетите? На што ќе ставите фокус во следниот период и дали консолидацијата на партијата ќе се најде високо на вашата агенда или на вашите приоритети? Консолидацијата на партијата е во завршна фаза, бидејќи со изборот на раководство, со успешниот конгрес во изминатиот период, веќе ја затворивме таа приказна на консолидирање на партијата со партиски структури. Во следниот период ќе се спуштиме доле во општинските организации, ќе ги посетиме сите, имаме јасен план направено како тоа треба да изгледа и кои пораки треба да ги пратиме према членството, што е многу побитно. Имаме јасна визија и што сакаме да слушнеме, односно се што ќе слушнеме дека ќе примениме, бидејќи тоа ни се замераше во минатото на нас како Социјалдемократски сојуз на Македонија, дека не ги слушаме пораките од членството, сега ќе го смениме тој начин на функционирање и сега сме силно решени дека ќе се спуштиме доле во членството со секојдневни посети на најниските нивоа, ќе го прекинеме јазот кој што го имало, можеби во минатото и не замерувале луѓето дека го имало помеѓу раководството на партијата, општинските организации, местните организации, локалните клубови на млади, тоа јас ќе го намалиме се до и негово исчезнување и јасна визија имаме како треба со членството и со симпатизерите. Добро, кога ве прашав за консолидација, мислев повеќе на коментарите од сите оние кои до вчера беа во високите структури на СДСМ, повеќе не се, и кои реагира негативно на оформувањето на целокупното ново раководство во Социјалдемократскиот сојуз, од оние кои јавно се произнесоа, ева можеби најзвучен беше коментарот на Шилегов кој ве поздрави со музичка numera дури во Бестрага, дали крајот вака мирисе и така натаму. Ќе успеете ли и тоа незадоволство да го смирите? Ќе ставите ли воопшто фокус на тоа или ќе одите на база на исклучување, оние кои не мислат како нас или не почитуваат како ново раководство во овој даден момент, не се ни добре дојде? СДСМ никогаш не функционирало на база на тргање на одредени членови кои што имаат различно мислење. Во СДСМ има сериозен човечки потенцијал и ова раководство и јас како генерален секретар на партијата сме отворени за сите сугестии. Нашите врати се отворени и навистина има искрено подадена рака до сите оние кои што сакаат да се вградат искрено и честно во креирање на идните политики на СДСМ. Веројатно тоа ќе биде важно и можеби кон сите оние кои пред изборот на актуелниот претседател Венко Филипче имаа поинакви ставови за еднината на партијата и можноста закана за вашето членство и гласови веќе на следните избори да биде уште поголема закана, знам, на Максим Димитриевски или други партии кои што може да го таргетираат вашето социјалдемократско членство или луѓето кои што не се традиционални гласачи на ВМРО ДПМН или на некоја од десните партии. Видете, во процесот во кој што следи и во изминатиот период имаме јасни сигнали на враќање на членството, односно на разочараните луѓе кои што од одредени политики оправдано биле разочарани од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Во периодов кој што следи ќе работиме активно и верувајте дека сите тие знаат каде им е базата и знаат која е единствената партија која што навистина може да му се спротивстави на ВМРО ДПМН и кој ги гаи вистинските вредности социјалдемократски. Во следниот период несомнено едно од актуелните прашања ќе бидат уставните измени кои се предуслов за деблокада на евроинтеграциите. Ќе остане ли СДСМ на истиот колосек кој го имаше и пред изборите по однос на ова прашање? Гледаме дека власта инсистира на можноста за промена, односно за гаранција преку усвојување на тие уставни измени со одложено дејство. Што ќе значи тоа во однос на позиционирањето на СДСМ и дали ве брои премиерот кога вели има 80 пратеници кои би го направиле тоа, но најпрво чекаме да условите станат поповолни?
Ние најпрво чекаме премиерот да излезе со јасен план. Ние неколку пати повикавме и на затворена собраниска седница да може да ги каже идните чекори и идниот план кој што го има. Ние во континуитет во изминатиот период гледаме промена на ставови, гледаме ставови каде што кажува дека може да се менува преговарачката рамка, па после дека не може да се менува, па сега пак дека може да се менува. На СДСМ ставот е јасен и тој во изминатиот период го соопштуваше председателот Филипче. Ставот е дека сите услови кои што ќе успее ВМРО ДПМН во преговарачката рамка да ги издействува како подобри, СДСМ ќе ги подржи. Зборувајќи за тоа какви политики ќе водите како раководство, гледам дека се е под напад, секоја политика на власта е нападната. Унгарскиот кредит, помошта за фирмите, за општините, загадувањето на воздухот, кој што не е нова тема и кој што сигурно не го донесе власта во овие 5 месеци. Дали како нова гарнитура можеби ќе направите одредена промена во политиката, па ќе си дозволите некогаш да истакнете нешто што можеби добро го направила власта? Има ли во овие 5-6 месеци нешто што можете да кажете дека добро го направи Христијан Мицкоски и владата која предводи? Кажавте вие дел од проблемите, само најпрво би сакал да нагласам дека СДСМ не критикува на празно. Ние имаме старт на една владеачка коалиција кој што е од осамостојањето на Македонија најлоши први денови, први месеци и никогаш до сега ниту една критика не била на празно. Сите работи кои што сме ги критикувале, за сите работи сме понудиле решение. На жалост на цела јавност не наишла на разбирање од другата страна и влагаме во едно старо сценарио познато за ВМРО ДПМН, само они што ќе кажат и ништо друго. Не е битно, така да, ако ме прашувате дали имаме проблем да пофалиме нешто што е добро, да знаете дека немаме проблем, дека се што во иднина ќе биде добро ќе го пофалиме, но никогаш критиката која што ќе упатуваме никогаш нема да биде празна критика и нема да биде критика без да кажеме како треба да се направи, без да понудиме решение. Впрочем, тоа го гледате и денес во врска со лидерската среда. Велите во иднина, меѓутоа не и во изминатите месеци. Нема ништо што би можело да се издвои како позитивен чекор на владата? Пензиите, можеби, или мерките за фирмите или за општините, ништо кое што го подобрува животниот стандард. Не знам, прашувам дали постои нешто. ВМРО ДПМН дојде на власт со многу ветувања, со многу предизборни ветувања, ветувањата беа огромни. И граѓаните во следниот период очекуваат да кажат и да дадат план како ќе почнат да ги остваруваат тие ветувања, бидејќи сериозна одговорност добија со бројот на гласови и сериозно треба во следниот период да се позанимаваат да ја сменат перцепцијата дека се најлоша влада и дека ништо не работат, за ние да можеме да ги пофалиме во иднина. Александар Димитриевиќ, генерален секретар на СДСМ во тема на денот. Благодарам за ова прво интервју.